Пред се сакам да се заблагодарам на сите од населените места кои што беа присутни во огромен број. Поддршката од нивна страна за оваквата прва иницијатива, да кажем, за средби со граѓаните, навистина добивме еден позитивен впечаток дека треба да продолжиме и понатаки да бидеме блиску до граѓаните. Се сретнавме, поминавме во првиот ден во населено место Тремник, Војшанци, Дуброво, бевме во Криволак, Пепелиште, продолживме во Курија и Црвени брегови, продолживме за крај од населените места во Тименик и Диса. Тоа е во делот на населените места, посетеноста беше масовна и кажав исто како и на почетокот дека огромна е поддршката, огромна е посетеноста и навистина луѓето имаат потреба да ги искажат своите проблеми на едни овакви средби кои што се од интерес за сите граѓани. Најчести проблеми кои што беа се најголем дел, да кажем, ги знаеме, меѓутоа многу е подобро кога ќе слушнете од лице место за какви проблеми се работи и кои се тие проблеми. Се сретнавме со проблемот за водоснабдувањето, кој што исто е еден од клучните проблеми и на општина Неготино во целост. Голем дел имаме проблеми во уличното осветлување, патната инфраструктура ни е во катастрофална состојба, во која што реално треба да се направат максимални напори, да наредниот период преку проекти, преку заеднички средства и од буџетот на општина Неготино се одделат да се подобре крвотокот на општината, а тоа е патната инфраструктура. Само да надополнам, значи, освен овој дел околу патната инфраструктура, имаме доста проблеми и со комуналниот отпад, кој што во изминатиот период се створиле неколку диви депонии. Сметам дека во наредниот период ќе се потрудиме максимално овие депонии кои што не барат некои посебни средства, него се работи чисто за ефективна работа на комуналното предпријатие, ќе ги отстраниме и дека и граѓаните и општина Неготино ќе добијат едно почисто и по-добро место за живење од страна на отпадот. Согласно плановите за буџет за наредната година, за тоа беа и овие средби, веќе имаме обврска до 15 ноември, најкасно до 20, сите овие предлог програми, да ги ставиме. Целта на ова е сето да извадиме приоритети, тоа што граѓаните го кажаа, бидејќи самите сме свесни и знаеме дека сите наеднаш не можеме да ги оствариме, меѓутоа согласно нашите можности и согласно тоа колку ние како општина ќе бидеме ефективни во делот на испоставување на проекти, сметам дека наредната година граѓаните на општина Неготино треба да очекуваат и да видат дека Неготино почнува да се движи напред.